Вчера имавме една коректна средба со дел од представниците на владата на Република Македонија. Ни беше кажано дека е сериозно пристапено кон нашите барања и дека треба дополнително време за консултации за правење на додатни пресметки. Што ќе биде понатака не можам да кажам сега во овој момент, но се надевам на позитивен резултат. Ние сме организација која што сака да ги решава проблемите на демократски начин, преку преговори. Ќе се обидеме на тој начин и да дојдеме до еден конечен став кој што ќе бидеме задоволни сите. Што е со исплатата на патни трошоци за кои што голем дел од наставниците се принудени оние кои што патуваат надвор од градовите во рурални средини да плаќаат од сопствениот буџет за превоз? Значи, колку што знаме и председателот на СОН кажа, и тоа е дел од нашите барања, отварање на општиот колективен договор, отварање на други колективни договори, каде што ќе седнеме на еден конструктивен начин да ги договориме сите овие проблеми. Дали ќе протестирате и понатаму? Зависи од тоа што ќе се договориме и во која насока ќе одат преговорите. Да, ние сме тука, кажавме и денеска, дека ќе продолжиме со нашата работа, дека ќе продолжиме на патот на барање на социјалната правда и на достоинствен живот за сите работници во Република Македонија. И што е со почетокот на учебната година на учениците? Значи, не можеме сега ништо да кажуваме и затоа што тоа не е прашање за Конфедерацијата на слободни синдикати, сепак за почетокот на учебната година може да каже гранскиот синдикат кој што е при Конфедерацијата, тоа е Синдикатот за образование, наука и култура. Уште едно кратко прашање, дали планирате да седнете на маса заедно, бидејќи наставничкиот пленум обвинува дека вие сте оние кои што сте ги направиле на едни од поголемите дилеми во претходните години и ве повикуваат на една дискусија со нив? Значи повторно е тоа прашање за Синдикатот за образование, наука и култура и не можам да давам изјави за нешто што не е во мојот домен на работа. Значи гранските синдикати во КСС имаат автономија, ова се заеднички барања за јавниот сектор. Можете да ги имате прилика да го прашате и председателот на СОНГ за проблемите што ги имаат во однос, тоест ги нема СОНГ, туку наставничкиот пленум што ги има во однос на Синдикатот за образование, наука и култура.